Македонско радио, Радио Скопје. Драмска програма, радиотеатар за деца. Велко Неделковски. Јагнешки години. Добар ден! Што има за ручек? Вржени комплексиња. А што има ново во училиште, сине? 4+ по математика. Во дневникот. Ама каков дневник? Во волшебното тефтерче на учителката Павлинка. Мило, мајка, уште малку папетка. Чиста како сонце, дојди мама да ми те бакне, мило, Денеска сонцето е за доблаци. Трепка. Пролете, сине. Април е таков промелив месец. Комплексињата се жечки. Зошто не ми каже порано? Си го изгорев непцето. Каде ми се патиките? На балконот се чине. Кал ли ви се? Па не би биле такви ако ги измиеше со вода? Ма мислев дека ти... Јас, па гледаш јас колку работа имам. Се договоривме, мајка, секој своите обрески. Тоа носи мир во целата куќа. А тато? Тато ќе се дојде по 3 часа. Те молам, направи ми еден хамбургер. За надвор. Направи се сам 2 хамбургера, но за дома. Ме чека Ацко. Ацко, ако ти е вистински другар, ќе почека. За име ти задам 4 ќофти. 4, леле, колку сум среќна. Знаеш ти не, везден трчаш како пиленце, оброците ти се тенки како... Добра вест, жено. Слушај, ова. Поради ограничен откуп од страна на предпријатијата за извоз, на пазарот се јави вишок понуда на свежо јагнешко месо. Опа! Има јадење. И на кратковика цената на јагнината па ова е ефтин. Знаеш што? Утре е сабота, пазарен ден. Так. Ќе ле израдувам со едно јагне за првомајската трпеза. Зошто не? Па, добро се согласувам. Со многу магдонос, грашок, со некое ребренце, а? Печено мевце вревна. Убаво, мажа, мама. Кажи ми, зошто ти е сега живо јагне, гревота е. Немој живо. Опа, еве го, фудбалерот се враќа. Чао, Иленце, здраво. Чекај. Сега пак ќе одиш да тркалаш џабли? Тато, сакам јагне. Јагне? Ацко веќе има. Еден црнко со рокчиња. Тато, те молам, да купим едно јагне. Ушите не ги ми е баш редовно на прислушкува. Се метнува како запирка во разговорот, мангу, педер. Слушај, идејата ти е одлична. Иле, тука јагнето ќе го набавиме, а трева има колку што сакаш. Ако ги поврземе овие 3 елементи, решението е тука. Пари ќе се најдат, а утре, бога ми, сабота. Тато, навистина ќе ми купиш? Да ти купам? Па кога сум те излажал? Само ве молам, размислете. Каде ќе живее? Каде ќе ноќева таа мала душичка? Бајчо. Ќе се вика Бајчо. Бајчо? Бело јагне со рокчиња. Па сега, ако најдеме баш такво... Мора да има. Мора? Мора. Кога ќе излеза двајца вешти пазарџи како ти и јас, успехот е тука. Твој избор, мој превоз со фиќото и готово. Чекај, млад господине, советот број 482. Не пи вода... Додека добро не се одмориш. Но тоа не важи со сокот. Мамо, дај ми една чаша сок од боровинки. Тато, гледај! 2 кошари полни со јагниња. Онаму, 2 камиона. Полега, не брзи. Сакам сите да ги видам. Ајде, половина час кружиме, Иленце. Покажи со прстот и речи ова, па да си одиме дома. Фичето ми е паркирано на тротоарот, а казните се астрономски. Соседу, добар ден, соседу.
Прековремено ќе капне некој денар. Домашниот Санает, братче, санает. Ножот му е крвав, како во индијанските филмови. Што е, што се грозиш, дете? Касапинот ме рецитира лирска поезија. Тој коле луѓето кркат, тој коле луѓето кркат. Колку заплатуваш за услугата? Ништо. Ни месото, мене кожата. Ги продавам на бит пазар, имам свој човек, бизнис. Тато! Абро, Фигаро, бизнис. Тато, гледај, него Бајчо. Бајчо, ама одбра најслабото јагне на целиот пазар, без конкуренција. Бело е, а има рокчиња. Никој не срка чорба од рокчиња. Домаќине, колку пари бараш за она јагне? Кој? Ево, бело. Имаш око, граѓанине. Сугаре, нили са на млеко? Велиш, а? Да кажам одоко или да го прашам кантарот, а? Да, 15 доволно. Имаш глас, граѓанине, имаш глас, ама 20, па да ги плеснеме дланките за Ирлија. Ова, детево е твое. Моје. И јагнево е твое. Врзи го, носи го. Не треба јаже. Ќе го жули околу вратот. Тато, земи го в раце. Браце, како бе браце, а мојот костум извалкан со свежи брбушки, а? Ајде, Бајчо. Дојди. Ајде, Бајчо, ајде. Бајчо. Миран, Бајчо, Миран. Си одиме дома. Близу е. А и тато ќе внимава на свиоците. Па што, може да му се слоши? Набери му трева. Па овој не знае да пасе. Твојот црнко е шишко. Без лути не еле. Овој Бајчо е како играчка од крпи. Од 20 стои на ноджињата. Жив е. Кога ќе го прегрнам, го слушам срценцето. Бајчо, ама не оди таму будалчедно. Има коприви. Ке ти се вжари муцето. Сега те разбра. Ке ти одговори во идниот вторник. Ацко, тоа веќе ме познава. Наутро ќе му свирнам сустата. Вака. И веднаш дотрчува до мене. Ми се умилкува околу ногавиците. Како кутре. Како слон. Измислува шиле. Да, но сакам да е така. Да ме познава и да трча по мене. Обиди се да го храниш дома. Млеко и шишенце со цуцла. Како да си му мајка. Има огромни рогови. Како копчиња. А црнко е шарен и не знае да блее. Нема толку умни очиња. Но знае самиот да пасе. Јагниња иде. И двете ќе скокнат во некоја тала. Не зборувај така. Што? Твојот Бајчо да не го чуваат за изложба? Мене тато отворено ми рече. За 1. мај, крц. Морало да има лапачка на трпезата. Цвер. Сичко спирникот веќе ги остри ножевите. Касапинот го видов на пазариштето. Имаше бела престилка испрскана со црвени точки. Дереше едно јагне, како разбойник. Твојата глупава играчка се исплаши од едно врапче. Не е глупав. Бајчо е јагнешко бебе, што учи да оди. Гледаш, самото доцупка до мене. Ме засака. Готово. Се истакнав, а? Нема ниту прашинце на таписоните. Акција им помагаме на сопругите. Бакнеш додека не е тука Иленце. Бев на родителска средба. Да? Таму за некого пофалби, за некого поплаке, знаеш како е. Што си зинал? Па или наш не е меѓу најдобрите, тоа е во вторите. Добро да знам. Да. 3 минуси за една недела, како копјина. По мајчин јазик, за ненаучена стихотворба,
По музичко, каде што блеел на место да пее. И поликовно, да знаеш. Затоа што целиот блок му бил лишен со бајчо, само бајчо. И да знаеш дека неговата приврзаност кон тоа јагне почнува на живци да ми оди. Знам, моја грешка, признавам. Сам мисли што е најново. Што е најново? Овдешнава трева не била доволно сочна. Ги виделе на ридот него, Ацко и јагнината. Многу смешно, многу ми е смешно. Добро, кажи ми зашто се подготува тој? Трето оделенец и одличник ќе биде или ќе станува овчар? Јас ќе се срамам на родителски, а тој ќе има... Ако му забранам, ќе цимоли. Па секако дека ќе цимоли, кога ќе дојде денот за... На сите ни е јасно дека јагнето треба да се заколе за празникот. Како ќе го изведеш тоа, ти знаеш. Искрено немам поим. Гледај да биде само малку безболно да внимаваме, оти сепак тоа е во чувствителните години сега. Во животот има и грди гледки. Да. Така ќе му речам. Немој така да му речеш. Во очи, како на возрасен. Мислам дека ќе разбере. Мислам дека грешиш. Ти како возрасен. Тато, мамо, бајче е болен. Не може да мрдне од својата кукичка. Ме гледа тажно како да моли. Жено, приведбата почна. Ацко реши да ќе го колат нивниот Црнко. Но и Црнко е болен. Сигурно нека епидемија. А опасно е да се јаде бесо од заболено јагне. Што измислила мудрата главичка? Бајче е како пиленце, слаб, коска до коска. Го берев и багремови цветови, но ништо, не помага. Половина човек не може да се најаде од такво јагненце. Добро. И што предлагаш ти? Што Да мај? го чуваме до есен, дивниот јануари. Опа, есента сега се протега до јануари. А ми го испогани целиот двор, бе, синко. Ако се прашувам јас, Спиридон треба бргу да ја сврши таа работа. Ајде, појди некаде, или, Чедо, ајде, Не. појди да не гледаш. Не го давам, не може. Полека. Сине. Го давам. Слушај сега. Сине, јагнето е домашно животинче, така? Застаните, да. Чекај. Домашните животни, како што сте учеле на школа, нели, дава... За посте учеле? Што дава? Што дава? Млеко, така, волна, но служат и како храна за луѓето, нели така? Служат? Тие се накратко вкусно месо во твојата чинија, разбираш? Да. Месо од кое малите деца како тебе закрепнуваат, растат, нели? големи. И сакам да ти кажам, наближува денот, за жал, кога нели, ме разбираш? А? Не го давам мојот бајчо. Добро, мајкино, Чедо, не возбудувај се. Еа, твојата жива мера. Умнив си, па сега најде разврз. Најде. Не е лесно, знаеш, да се пресече. Сине, за среќа, 1. мај е дури идната недела. Идната. Горци, не примаш подароци, а Чичо Герман ти нуди секоја пролет, цело трло. А тој не ќе осиромаши за едно јагне. Дедо Герман важен е. Но сега не знам зашто. Зашто би можел да биде? Зашто би можел да биде? Еве ја таа напуштена скривница. Тука ќе ги донесем и бајчо и Црнко. Се плашам од мрак. Ќе им береме трева и тајно ќе ги храниме. Јас ќе им донесам стар леѓен за водичка. Не сме, миле. Тато ќе ме скрши од кјотек. Парче гум, приврши. Имам тиври. Влеземе. Ама смрди однатре. Застоен воздух. Провлечи се дебелко. Прво ти. Гледаш запалената гума и како факел. Свети повеќе од батериска лампа. За овој трик прочитав во едно списание. Пламенчето трепка. Нема воздух. Има глупчо. Наку како ќе дишиме ние? Планот ти е одличен. Ќе најдем убаво каче за егнињата. Никој нема да ги најде. Додека пораснат. После ќе можат сами да се одбранат. Ќе им пораснат рогови.
Мајко, се изгасна. Каде си иле? Не гледам ништо. Како ќе се вратиме назад? Го потрошив последното чкорче. Чудно. Мене ми е страв. Ти ме вовлече во оваа дупка. Каде е излезот? Држи се за мене. Со другата рака допирај го зидот. Одам. Еј, тркалце. Дневна светлина. Да побрзам, ми се повраќа. Не чини ова место. Бајче и Црнко ќе се задуша. Сега гениалецот ќе измисли нешто друго. Дедо Герман. Што е ова? Ми дошла во посета цела градска делегација. 2 деца и едно јагне. Ама, не гледам возило во близина, значи... Дојдовме пеш, дедо Герман. Ацко ми е другар. Ако, нема грешка. Другарот на моето внуче ќе го примам исто како внучето. Бре, пилци на дедове, 3 километри до мојата колиба во еден правец. Па така е, планина дивина. Мора да ве спотерела голема мака. Требаше да го поведеш и Црнко. Му го остави на Спиридон. Мојот татко не е добар како твојот. Ќе ме помодри од Кјотек. Кажете ми имене, деца. Знам и јас да чувам тајни. Под перница, во пазови, збор, нема да кажам. Дедо Герман, ти имаш цело стадо овци. Кој ќе им го знае точниот број? Јас ги објагнувам, Мурџо ги варди. Ако не те мрзи, преброј ги. Леле, колку јагниња. Младунчиње. Ги чувам одвоено од мајките. Тие везен би сакале да цицат. Ами, ако ги пуштам толку да цицат, колку млеко ќе ми остане мене за продавање, колку за подкиселување. После, јагнињата, како и децата, треба да се учат сами да се грижат за себе. Ајде, еве, седнете на некој трупче овде, ќе ве почестам со качамак. Кажи му, Иле. Мирен, бајчо. Дали ќе се согласи да го кума? Ако се смеша со другите јагниња, како ќе го препознаат? Врзи му пандата на опашката. Смеј се, после ќе плачеш. Кога ќе писне тојот Црнко, ќе избегам на ридот и ќе си ги затнам ушите со прсти. Секому по една дрвена лажица. Еве, овде така се јаде, од заедничкото. Црпни лапни. Дедо Герман. Знам, и пред да ми кажеш. Домашните ти купиле јагне, овој овде, свиленко, Па го меркаа дали ќе го собере во рерната од шпората, така? А ти не го даваш? Ти прираснало засадце? Погодив? Да, погодив. На, врзи му мало звонче и пушти го кај другите јагниња. И доаѓај почесто да го гледаш. Од еден ден, кога ќе додеш овде, ќе видиш, ќе те пречека еден буен овен со подвиткани рогови. Ајде каснете пилци, па патот за назад. Рано се стемнува во планината. Не читам. На овој начин јас совладувам нервозата. Добро вечер. Добро вечер. Каде си ти, Скитнику? Се враќаш дома во 9 часот на вечер? Со црвена кал на чевлите?
Види се како изгледаш долу. Без јагнето кое ти го доверивме на чување. Добро, добро, жена. Чекај. Иленце, ајде да ја чуеме уште еднаш целата приказна. Само без солзи и без воздишки. Важи? Бев на ридот. Добро. Сам или со Ацко? Со Ацко. Претходниот пат кажа дека си бил сам. Не, со мене беше Јацко. Видовте дека на небото се ребрат облаците. Во таков случај знаеш, со трчање дома. Или до првата стреја. Кога загрме, бајчо се исплаши и летна да бега низ шумичката, Нагоре или надолу? надолу. Втора грешка. Еве, можам да се заколунам дека пред малку чув како рече нагоре. Добро, не е битно, жено. Вие со Ацко не потрчавте по него? Потрчавме, но јагнињата се побрзи. Имаат по 4 нозе. Никаде го немаше бајчо. Само дожд. После се стема. Брзи му една воспитна шлаканица затоа што лаже. Се заиграли и го оставиле. Го заборавиле. А јас му верувам. Добро, еве и јас му верувам. Пропадна свечениот првомајски ручек. Подгоено јагне, право на туѓа трпеза. Иле! Го нема веќе мојот црнго. Се вратив од училиште, а тој виси на железен ченгел. Мама ја миеше бетонската патека од капки и крв. Чичко Спиридон бил тука со на неговото ножиште. Го мразам, сите ги мразам. Добро стори што го заслони бајчо. Требаше и јас. Што е еден кјотек? Црнко, црнко мој, кој ќе робка сега трева на полјанката? Ми остана само јаженцето. В година ќе ти купат друго јагне? Да го водам на пасење. Пак, никогаш. Никому ништо не му префрлам. Честен збор. Но да се поминат првомајските празници без залче јагнешко. Сирењето е здрава, калорична храна. За мене 2 пржени јајца на око, Опа! а и зелена салата. Влијание од бајчо, а? Тој бистреше треба, ти ги засака марулите. Пијалаци, прво за домакинот, Благодарам. а јас сум љубител на природна лимонада со едно лажиче шекер. На здравје. На здравје. Почекај. Иле ќе добие сок од ананас двојна доза. Протекција значи, а? Како и обично. Ајде, на здравје. На здравје. Здравје. Туку, да спомнам или да премолчам? Кажи кога почна. Епа вака. Одамна не сме биле во посета кај дедо Герман. Утре здравје, да се качиме во фичото и правец кон планината. Убаво. Да се надишиме чист воздух, на пикник, погача под црепна, малце кисело млекце. Што велите? Не сте одушевени нешто? Зошто мене баш ми се допаѓа? Друг пат, тато, имам звучење. Друг пат. Овој пат, сине. Ќе понесеме едни големи ножици, а ти ќе бидеш јагнешки бербер. Штрак. Берберче на Треба да се подстрижи еден бајчо со рокчиња како копчиња. Да видиме како му е во новата средина, нели? Без грижа, Иленце, никој нема да го гибне, никој. Тато, ти веќе знаеш Што тоа да знам? за бајчо. За бајчо? За бајчо! Сето време знам за бајчо, од првиот миг, од првата невешто изговорена лага. Едно ти зборуваше устето, друго ти читав од очите. Но зошто? Зошто не те спречи? Гледаш, Иленце, пред да наполнам 40, и јас еднаш имав 9 години.
возраст кога сакаме да живее се што е живо. Мравките, чедо, пеперутките, славечињата. Кученцата, мечките, Конјите, гилучињата, пилињата, рибките. И по некој милозлив бајчо што треба да ги преживее великденските празници, првомајските Првомајските, празници така. и човековата алчност. Не ми се јаде. Ќе го измијам нашето фиче за утрешниот излет. Маже на Иле, мајка. А браво. може ли додим уште денеска попладне? Милона мајка. Добро, но тројца блиски луѓе кога се вистинско семејство, лесно ќе се договорат. Ја слушавте радиоиграта Јагнешки години од Велко Неделковски. Уредник и драматург Ристо Давчевски. Улогите ги толкуваа Емил Рубен, Софија Гогова, Душко Костовски, Спасе Нелов, Ацо Алексов и членовите на детското драмско студио Виктор Лукарски и Оливер Ѓоневски. Музичка илустрација Миодраг Врчаковски. Тон мајстори Радка Панговска и Весна Спасовска. Режисер Ацо Алексов.